Синоќа во музеот при Домот на културата Мирка Гинова во Демиркапија се одржа 7-то издание на меморијалната манифестација Пријателите за Ристо, посветена на еден од најдобрите кавадаречки и македонски ликовни уметници Ристо Соколов Сокол. Манифестацијата се случи во Демиркапија, затоа што, како и во многу други места и градови, Ристо Соколов Сокол одржа врвни, самостојни изложби и мултимедијални перформанси, а меѓу нив беше токму и Демиркапија. Присутните низ манифестацијата ги водеше соборецот на Ристо, кавадаречкиот актер Александар Малинков. Манифестацијата донесе изложба на дела од Ристо Соколов Сокол, неговиот циклус 10 Божји заповеди, а во музичкиот дел први настапија триото Ad Libitum, во состав Емилија Кабранова Филипова на пијано, Силвана Чулева Танасова на флейта и Лазар Соколов на кларинет. Потоа за Ристо говореше неговиот пријател Звонимир Будимировиќ од Демиркапија. Ристо е почнал како нормално секој уметник кој почнува, почнал со цртежите, завршил е и тој дел неговото образование. Меѓутоа многу брзо е почнал да трага, да експериментира, да создава, да стане еден уметник кој од неговата средна генерација на уметници во Република Македонија заслужува навистина едно импозантно место, не со број на дела. Уметниците, он е создал многу дела, а уметниците не се доживуваат, нити се за нив зборува по број на нивните дела, него по лепеза на нивното творештво. Една од работите која морам да спомнем, а тоа е Ристо Соколов беше пионир во мултивизуелна композиција. Он трагаше по еден облик да се тоа естетско доживување прелее во ентериерски простор, да влезе во домовите на луѓе, во јавните објекти и да се уметност прикаже и во свој други облик. Тоа се така наречени инсталации и он во Република Македонија беше тука пионир и еден од најуспешните. Малинков ги воведе присутните во манифестацијата и делата кои беа изложени. Тука ќе почнем краткото образлагање на делата беше. Беше малку голема слабост на спортивниот пол, така да на еротскиот цртеж централно е мала провокација и така една илустрација преку уметничките се на делот неговиот карактер преку воинштината, а тука се лево 10 Божји заповеди. Ние бевме последен пат тука со него, затоа не само почитот емоции ми се присутни со еден од неговите циклуси. Значи беше и перформер, беше Звонко кој што рече многу по инсталации, беше и со сето знаење и искуство и голем импровизатор. Големи работи е направено во пролешниот систем до штафети на младост од централно до Скопје преку ноќ, што дојдат Бугарија и од Америка, значи ги Скопје ја визуално со директни преноси на македонски телевизор. Тој со инсталации во простор на централна сцена и се случува државен настап. Значи со сета храброст и импровизација која е базирана на талент, на искуство, на образование и на се. И на голема енергија. Тие негови ерупции во простор. Имаше обичај да каже. Ерупција. На крај свој настап имаше дуото акустични гитари Зоран Стојков и Петар Николовски од Демиркапија.
Меморијалната манифестација Пријателите за Ристо е во организација на Сдруженијето за алтернативна култура Алтер Центар од Кавадарци, каде Ристо Соколов Сокол беше еден од основачите, а годинава, заедно со Домот на културата Мирка Гинова од Демиркапија, манифестацијата се одржа и во чест на Денот на културата во Република Македонија 10 јуни. Покровители на манифестацијата беа градоначалникот и советот на општина Демиркапија. Манифестацијата не се одржа во редовниот термин 16 април, поради забраната за одржување настани во време на пандемија. На крај поразговаравме и со градоначалникот на Демиркапија Лазар Петров и со представникот од Алтер Центар Маријан Тодоровски. Пријателите на Ристо, пријателите за Ристо, 7 пат годинава, овој пат во Демиркапија, водога на домакин, градоначалникот господинот Лазар Петров. Градоначалниче, еве спојка, Кавадарци преку Неготино до Демиркапија. Да, токму така. Ристо остави покрај, како што кажа претходно и Звонимир и водителот, нова вечер белег во Кавадарци, меѓутоа и секако и во цела Тиквешија. Така да, додека беше жив, не беше редовен гостин и добар пријател на цела Демиркапија. Меѓутоа има сега мало подсетување на пријателите кои што го прават сето ова за Ристо. Да, дел се пријателите од Кавадарци, меѓутоа да знаете дека има и доста голема бројка и во Демиркапија. Ги видовме демиркапици на дело со гитарите в раце. Сепак Демиркапија живее за културата, јас лично тоа добро го знам. Се наоѓаме еве и во музејот на Демиркапија, Винскиот музеј е тука. Соработуваме како општини со театрите и така натаму и така натаму. Се подготвува нешто што можеме да го откриеме? Да, на културно поле. Да ви кажам право, со отворени раце ќе се откриваат доста културни работи во Демиркапија. Пред се ни е битна и промоцијата на новиот дом на култура, меѓутоа секако и театарот да зачестат овие, да се тргне во пандемија и да зачестат овие културни манифестации во Демиркапија, како што беа редовни и до пред пандемијата. Да не ги заборавам, да не ми се налутат и културно-уметничкото друштво Мирка Гинова. Тоа секако, да. И самиот јас доаѓам од таму. Јас ви благодарам многу. Се надам ќе продолжи соработката на релација Кавадарци Демиркапија, па да се гледаме само за убави работи. Така е, тоа се разбира, значи Тиквешијата е едно убаво место, така да со поддршка на сите тие 4 општини би биле посилни за секаде. И 7 пат пријателите на Ристо во организација на Сдруженијето Алтер Центар Маријан Тодоровски. Што да кажеме? Пријателите на Ристо пак се покажаа на дело. Ти благодарам. Прво ти благодарам што со години ти и твоите куќа го следите настанот. Секој ви чест. Се надевам на соработка понатаму. Па и сами видовте, благодарејќи на вас ќе го видат и останати и јадници луѓе настанот. Емоциите уште траат. Ние сме задоволни секогаш кога и луѓето кои што ќе дојдат заради Ристо Соколов да се задоволни. Годинава во Демиркапија имаше некоја посебност во сето тоа или? Не, само по себе, самиот настан е посебен, нели, посветен на еден човек, на еден уметник, познат, одличен, човек кој што беше познат не само во Македонија, нели, Ристо Соколов Сокол, и ни за еден неврзан разговор со културни работници, посебно со Домот на културата од Демиркапија, кажувајќи ги нашите планови дека секако еден ден со овој настан ќе одиме во друг град, таму каде што Ристо оставил нешто или каде што имаше соработници, каде што се ценела неговата уметност, нели. Ти знаеш дека настанот оригинално се прави на денот на неговото раѓање 16 април, но годинава поради пандемијата беше забрането настани, нормално. И во тој разговор само по себе дојде идејата да го направиме овде настанот и тоа баш во просторот каде што беше неговата последна изложба овде. Дали твојата сопруга, снуката на Ристо, одлучи кои ликовни дела ќе бидат изложени или? Не, тоа е, видимејќи нема што да се одлучува кога станува збор за делата на Ристо, бидејќи тука можеме да паднеме во замка, нели?
него едноставно овие 10 дела овде што беа вечерва, плюс едно, нели? 10 Божи заповести 10 плюс едно дело. Онаа стапица што ја накажа Нинков. И не се изложени овде во Демиркапија. Тоа пресуди за ова вечер. И тоа во Демиркапија има нешто друго што е изложено, оно позад нас? Овде тоа е многумино и во Кавадарци и во Текошијата ќе го препознаат, доста автентично и што е најјако приказаното за ово дело, дека Ристо започна да го ствара и речиси 90% го направи на отворено за време на Тиквишкиот грозобрeg во Кавадарци. А во ако не се лажам, Кавадаречкиот пазар поранешен. Не. Има комбинација, нели? Збир од неколку фотографии кои што го сликувале Кавадарци во минато време. И не е од една фотографија, него имагинацијата на авторот. И таму има уште едно дело? Таму тоа е едно од неговиот циклус Траги, кој што е овде собственост на музеот, нам како пријатели, соработници, роднини, Ристо Драгони, што е баш на ово место, каде што тој живее преку неговите дела. Сега, за крај, ќе те прашам, пријателите на Ристо остануваат, ќе си останат, што правиме со денот кога се роди добриот човек, со Тиквеш Рокфест? Тиквеш Рокфест, сите знаат, се прави инцидентно, во зависност од финансиите, но сепак ние не се откажуваме од него. Овие 2 години воопшто се забраните големи настани, нели, на отворен простор, рок-н-рол бара малку по-живост, нели, и таква и музиката, такви се и луѓето. А денот кога се роди добриот човек ќе се одржи ова година. Се знае датум или? Датумот е секој 10, ќе се задржи. Се надеваме дека пандемијата ќе продолжи со овој тек и дека ќе бидеме се по-добри и по-добри. Јас те благодарам многу. Многу успех на Алтер центар и се надам ќе не викате и не останете. Секако. Ви благодарам и вас. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.